Добар ден, господине Владо Мисајловски. Пред се чест и задоволство ни е што денеска одвоивте време за да одговорите на некои прашања кои едноставно сакаат да добијат граѓаните одговор во врска со актуелните случувања во нашата земја. Пред се првото прашање, кое е многу актуелно овие денови, а тоа е вакцинацијата, која додека Европа го вакцинира целото свое население и во соседството се чека ред на пунктовите да се вакцинира населението, кај нас, освен празните ветувања на Филипче и на Зоран Заев, не гледаме ништо повеќе околу процесот на вакцинација. Кој е вашиот став? Прво благодарам што дојдовте, благодарам на прашањето. Ова е голема актуелна тема моментов. Јас би се надобрзал на една изјава од вчера, каде што слушнавме вториот човек, да речеме, во власта, во владата, вице-премиерката, каде што кажува дека они можеле многу побрзо да ги набават вакцините, но чекале да види како ќе биде низ другите земји, да види како ќе се одвива вакцинирањето и така еден експеримент период за да видиме што ќе се случува. Тоа е поигрување со интелигенцијата на народот. Зашто го велам ова? Бидејќи они имаат многу доволно време да ги направат сите припреми, да сменат ако треба законски решенија за да ги набават овие вакцини. Но гледаме дека ние сме изглед последни на листата за чекање, или вака да кажам понародно, треба некога да го сработи. Кога треба нешто СДСМ да сработи, односно да се види како производ, секогаш они паѓаат во кал или нема производ. А она кој има потреба пред избори да се пофалат или кога треба да направат еден пиар, да излезат неколку пати дневно на телевизија, да се фалат каква е ситуацијата розова во Македонија, за тоа се експерти, но пак ќе кажем, кога треба да се види производ, да се направи нешто, да се сработи, тогаш СДСМ е најлошата влада во историјата. Односно и оваа власт моментално, оваа влада е најлошата во историјата и во првите 100 дена. Ние сме свесни дека има пандемија, свесни сме дека има голема побарувачка на вакцините, но и многу граѓани одве чекаат да се вакцинираат. Но гледаме дека освен некои пријателски земји што сакаат да ни помогнат и дури они сакаат побрзо тоа да го направат, државата не е спремна. Зборам, еден е сегментот со законските решенија што одвај ги помина во собрание, а да не забориме дека имавме вонредна ситуација, дека носе уредби на влада со сила на закон, каде што им беше поважно како да ги спроведат изборите и така натака и така натака. Затоа јас нема само да ги обвинувам тука, еве ќе им дам совет да почнат да работат. Ако почнат да се заложуваат и навистина ако сакаат да се борат, тогаш ќе добие Македонија вакцини. Ние сме изгледа последни во светот или на едни од последните што ќе ги добиеме вакцините, каде некои земји веќе гледаме дека населението не само што се вакцинира, дури некои по втора вакцина ќе стават и така натака. Но добро е дипломатска офанзива да се направи можност на секаде каде што може да лобираме и ние како опозиција и така натака да обезбедиме пред се работи за граѓаните, а тоа не е на сите оврска. Оваа власт не има многу гајле за населението и за народот, они гледаат како од ова да излежат некој поем плюс, но гледаат дека кога не работат и народот може да види што се случува. И уште една работа што сакам да потенцирам, знаете кога се менуваше уставното име, пола Европа, ако не и цела Европа, дојде да ни каже дека колку е добро да влеземе во Европска унија со промена на уставното име. Се јас да ги замолам сите тие луѓе што доаѓа и не тера колку е убаво и розово, барем по некоја вакцина да донесат овој пат, за да видиме да има бенефит барем народот од сето тоа. Многу пријатели имаме на секаде, да, точно, ама да треба дел. Ако има дел, ќе има и вакцини. Да не очекуваме премногу сите од оваа власт, зашто знаеме каква е. Но страшно е што ова се случува и не е само во оваа сфера, поготово сега за вакцините, туку тоа се случува изминативе неколку години, потврдување на секој ниво. Една од најактуелните теми исто така овие денови е пописот. Според анкетите кои овие денови ги гледаме во медиумите, граѓаните едногласно скажуваат дека попис не треба да има во нашата земја, бидејќи не е постигнат политички консензус. Исто така тие не им веруваат на државните институции за спроведување на пописот и се загрижени за своето здравје кое ќе биде загрозено во време на пандемија доколку се одржи пописот. Кој е вашиот коментар? Видете, ние неколку пати тука во собранието дискутиравме на оваа тема, иако овој закон е веќе пуштен со европско знаменце и помина. Проблемот е што не се предвидени сите оние европски вредности и методологија на спроведување на пописот. Уште полошо, и вие што спомнавте,
Народот гледа дека политичари кажуваат проценти. Ќе имало волку проценти, ќе виделе овој етникум волку проценти и одма целата оваа операција добива политички момент. Дали граѓаните веруваат во власта и во институциите дека ова ќе го спроведат да биде регуларно, транспарентно, не веруваат. Друг проблем е што освен резидентното ќе се попишува нерезидентното население, иако тоа треба, но начинот што се прави оваа методологија е погрешен. Исто така голем проблем е, според мене, врзаниот потпис на директорот и заменикот директор. Или вака кажано, ако на заменикот директор не му се допаднат бројките, он може да не стави потпис. Така да целата операција добива политички мотиви. Затоа ние неколку пати најавивме дека ќе собереме потписи, се разбира, за оспорување на овој закон и не е целта ние како пратеници може тоа да го направиме од тука. Сакаме мобилизација со граѓаните. Сакаме да го пренесеме ова што се случува тука во собрание и сите работи што ги избориме и власта што не сака да ги стави во закон. Гледаме дека институциите не се спремни, дури најавуваат ќе има огромни казни и кривичен прогон према одредени граѓани ако не се попишат и така натака, но тоа е заблуда и не треба на тој начин да се спроведува оваа операција. Дали е потребен политички консензус? Секако. За оваа операција да помине статистичка, потребно е сите политички чинители да седнат, да се договорат во врска со методологијата, а не во врска со политиката. Затоа тогаш би имали успешен попис, но сепак сите гледаат дека е еден политички договор што сакаат на брзина да го истераат, а дали попишувачите ќе бидат вакцинирани, дали во време на пандемија ќе доаѓаат во куќите и домовите, исто така е пречка бидејќи некои граѓани не се сигурни кој све ќе им дојде дома. Друг проблем, освен што ќе дојде некој може од врата да прочита еден куп матични броеви, без тие луѓе да се тука, да не живеат или да се во странство и тие да бидат попишани. Затоа една пандорина кутија со многу нејасноти и наместо власта и оние луѓе што се надлежни да ги објаснат сите чекори, внимателно кон јавноста, они се заплеткуваат со политиканство, односно колку проценти ќе бидат, едни викаат не смеат по 25%, друг процент и така натака, и што добива политичка димензија. Лошо во оваа цела ситуација е, знаете, и проблемот што го имаме со еден сосед каде што вела дека ние не сме македонци, сме не знам бугари, не сме нација и така натака, што тоа е измислица и катастрофално од нивна страна, но тоа е нивна работа, они што го кажуваат, но ние како се чувствуваме? Ние се чувствуваме како македонци, поготово зборам за мене, за мојата фамилија, и јас ако има легитимен процес, и ако има веродостоен, јас секако ќе се попишам. Јас сум македонец, моите деца се македонци, мојата сопруга, мојата фамилија, и ние сите сакаме да бидеме. Имаше една теза дека со некои повикување на бојкот, ние не повикуваме на бојкот. Ние стравуваме дека резултатите нема да бидат коректни. И затоа најавуваме од старт да бидат внимателни, бидејќи потоа да, нема да ги признаеме бројките ако продолжат со политиканство. Но дали ние треба да го повикаме македонскиот народ да не се попише? Не. Ние сме македонци, гордо ќе се попишеме. Но ова што го прават е на сила политички договор. И затоа сакаме да разбудиме свеста кон граѓаните, да им кажеме дека погрешен чекор е ова политиканство. А ако седнеме сите и се договориме, тогаш имале навистина статистичка операција, бидејќи навистина е потребен попис во Македонија. Но и во минатото не е спроведен попис. Повеќе од 10 години. Затоа е многу важно. И с кој да била влада претходно повторно имало и тогаш политиканство или така натака. Изборувам во минатото имаше со добра методологија, но видовме дека и на терен кога попишувачите прават проблеми, политиканство, политиката се меша, тогаш немаме сериозен попис. Но ако сите политички чинители, партии се договориме со консензус, мислам тогаш дека и сите граѓани ќе имаат поголема доверба. Македонската јавност се уште не е запознаена со анексот од 12 точки кои Бугарија и го даде на македонската влада. Дали вие како опозиција сте запознаени со ова и дали некогаш власта побарава помош во решавање на овој меѓународен спор со Бугарија? Ова прашање полека како власта да сака да го сокрие. Ние неколку пати јавно ги повикуваме да кажат кој е тој анекс, кои се тие 12 точки, дали со тоа се загрозува идентитетот, дали со тоа се загрозува историјата, јазикот и така натака, културата. Но гледаме дека све за едни скриени зависи и она што се пласира од јавноста, нели таму има и специјален представник преговарач моментално за посредување на овој проблем, каде што може да видиме дека се претвори во помагање според мене од македонската страна, зборам конкретно владата на Зоран Заев, како да им помогне на одредени политичари да добијат пус
поени во Бугарија за да имаат подобра кампања, бидејќи таму се ближат и изборите во Бугарија и претпоставам со оваа национална реторика да освојат повеќе симпатии, но прават штета. Пред се прават штета на добрососедството и на политичките односи. И јас нема да ги коментирам оние срамни изјави од еден куп политичари во Бугарија, туку никој не може да не негира нас. Ние сме македонци и ќе останеме македонци, родени во Македонија и така еден ден ќе се заминеме. Но ако некој преговара за тие прашања, нека се осмели да го каже на народот. Бидејќи вие кога добивате избори или излегувате во изборна трка, треба да го кажете ова. Дека планирате да преговарате за нов анекс и така за народот да знае, за да ви даде доверба или не. Јас мислам дека полека се заскриваат овие прашања, но секој тоа ќе биде клучно прашање. Дали ние сме го виделе тој анекс, пак ќе ви кажам не, ниту па некој ни дал одговор на овие прашања, иако го повикуваме и министр за надворешни и вице-премиерот за европски прашања дојдат во собранието. Да дојдат тука да објаснат не само нас пратениците на народ што се случува, но бегаат во собрание бидејќи изгледа Заев се нуди како единствен човек што може да ги реши сите работи и дека никој не му е потребен и затоа тие прашања он се однесува како трговец поединец и мисли дека сам може да ги реши, но секогаш Заев и оваа власт кога прават отстапки за некои договори, секогаш иде се крши идентитетот или паѓа на грбот на македонците и се разбира на македонскиот народ и сите граѓани. Со новиот концепт во образованието кој го најавува Зоран Заев заедно со Мила Царовска, дали сметате дека ќе се избрише историјата, бидејќи ќе се брише и предметот историја? Видете, ова многу интересно прашање и е поврзано со претходното прашање. Бидејќи никој не знае што се случува во овие преговори, дури има и сменат член во комисијата за помеѓу Македонија и Бугарија, македонската страна еден член е сменет историчар и не се знае причината зашто, но се поставува прашањето дали тврдо ги бранува македонските интереси, затоа е сменет и затоа нема одговор, но изгледа дека целта е преку менување на образовниот систем или онаа програма за изучување, дека историјата ќе се како предмет ќе се спои со некои други предмети и што е целта? Може би тој предмет ќе остане, не викаме не. Но целта е да се изучува многу малце. Да се изучува она што ќе се договори политички. А не целата историја. Историјата е факти, аргументи. И не само таа историја што ја има во Македонија, секаде ќе видите вие Прва светска војна, Втора светска војна, кој на која страна бил, кој бил на победничката, кој бил на поразената страна, и тоа се факти. Ние не треба да се срамиме дека сме били на победничката страна, бидејќи тоа е реалната историја. Сега претпоставувам со овој концепт, кој морам да спомнам дека има претпоставки дека е препишан од приватна образовна институција, а се потрошени и средства и еден куп експерти го кажуваат ова, дека они сакаат фактички дел од работите да ги снема во изучување на предмет историја. И ова го крие. Дури министерката не сака да има дебата за оваа тема, дека не е потребна дебата, а нели ви текнува на времето кога сака да има во кампањата кога сака да дојдат на власт, ветуваа дека ќе бидат најдемократската власт, дека ќе бидат они постојано за дебати и слично, но фактите не се такви. Гледаме дека бегаат од овие прашања, а впрочем денеска истигна еден друг податок, каде што Македонија е најкорумпирана земја во регионот и се сведува дека оваа власт прави освен корупција, прави и недемократски работи, односно станува една абсолютистичка власт како на централно, така и на локално ниво. Ако веќе криминалот и корупцијата цветаат во Македонија, ако не ги бива, не знаат што да направат во медицината, зборам во здравството, ако не знаат што да направат со овие прашања идентитетски, тоаш јасно дека оваа влада мора да си оди. Мора да падне бидејќи вакви клучни работи мора да се зборуваат, мора да ги знае народот и впрочем да ви ја дадат довербата или да не ви ја дадат на изборите. Но сите го научија Зоран Заев каков е, ја научија оваа власт и затоа треба да се мобилизира опозицијата да биде што помасовна, за да ги смениме овие луѓе од власт, за вакви работи не се случуваат. Годинава пред нас не очекуваат локални избори на територија на целата земја. Дали е време народот да го казни ова неработење од страна на СДСМ? Да, ќе има локални избори оваа година и како што е на централно ниво, како што нема проекти, како што нема големи капитални проекти, а буџетите се трошат, можам да го кажам истото и на локално ниво. Дури толку вака се однесуваат дел од градоначалници како локални шерифи и тоа е препознатливо. Ја не верувам дека негде нема некој проект, има, но тоа е многу малце.
Знаете они колку ветување има, дека што све ќе направи, дека ќе дојде живот за секоја општина и така натака, но можам да кажам дека една од најслабите авки на целата коалиција се можеби градоначалниците. Во градот Скопје, во општините во градот Скопје, во Битола, во Охрид, така не може да видите во Штип, не може да видите голем капитален проект. Вие знаете пред неколку дена излезе информација во медиумите дека новиот градоначалник што стапи во Штип, прва работа што ја прави, распишува оглас за советник за вработување на возен парк. Тоа се проектите на СДСМ. Како што повеќе партиски послушници да примат во администрацијата, да можат на терен нешто помалце да направат за да кажат дека направиле, но капитални дела нема. И затоа време е ние да се сплотиме како опозиција и со сите невладини организации, со сите оние лоби групи, да се отвориме како партија, не само политичарите, туку и сите оние независни луѓе што имаат добра и честна намера да разговараме со нив. Па нека излезат градоначалници такви од ВМРО да поменат. Нека има, сега разбира. Има овој порано добри градоначалници, може и тие да се кандидираат, дел од нив, нови луѓе каде што ќе бидат амбициозни, што ќе сакаат да понесат одговорност за големи дела, но и многу луѓе што би требало ние да ги номинираме и што се надвор од партијата, бидејќи навистина ни треба работа. Ни треба сплотување, ни треба да ги смениме, бидејќи со оваа нова победа на локалните избори ВМРО ДПМН ќе може повторно да се врати да видат граѓаните кој работи, а кој не работи. Кој проект според вас како ВМРО ДПМН сметате дека СДСМ имаше време, но не го реализираше во овие изминати години? И дали, условно кажано, би се вратило животот во Македонија? Да ви кажам, ако отворено многу проекти они најавија, треба да збориме едно посебно интервју да направиме колку све ветија, колку не исполнија. Јас сеќавам ветија 1000 километри автопати, ветија не знам милијадници километри регионални магистрални патишта, но нема ниту еден автопат од нив изграден. Ниту еден, ниту пак има проект. Започнав да сега слушам некоја најава за нов автопат, но нема ни за тој капитален проектна документација. Но има една голема влага, они што дури направија спот во минатите избори, односно во кампањата, дека градат клинички центар во Ѓорче Петров. Јас доаѓам од Ѓорче Петров, таму уште е ливада, нема ништо, но они постојано велат дека се работи, се прави проекти, но ништо. Тоа е добар проект за Македонија. Јас сум согласен да има клинички центари, навистина треба. И не само клиничкиот центар, туку многу средства се вложат во здравството за нови апарати, за нови услови и така натака, за дополнителни средства за докторите и така натака, и мислам поготово оваа пандемија треба да не разбуди сите дека треба уште поголеми вложувања. Тој проект они го ветуваат веќе 4 години за нов клинички центар и сега слушаме има некои најави дека ќе почнеме да бараат задолжувања околу по 500 милиони евра, но ништо сепак нема. Тоа значи уште во наредните години нема да се исполни. Да не зборам дека ветија и студентски град дека ќе има во Скопје целосна гасификација и така натака, чист воздух за готово, само што ќе дојдат ќе го прочистат воздухот и така натака, и се тоа остана како голема вага. Тоа е СДС. Они така функционираат, но на дел од медиумите ова нема никош да го чуе. Ке ги слушате сите оние пиар алатки и сите оние пиар настапи на еден куп функционери од СДСМ за многу други теми, но никогаш нема да видите за капитални проекти. Штета и греота е бидејќи економијата тоне. Вас ви требаат капитални проекти за да се раздвижи економијата. Но ни не гледаат така, гледаат како ги потрошат буџетите, ако може некој тендер да си подадат меѓу себе и тоа е тоа. Затоа не само на локални избори се надевам дека ќе има набрзо и сме убедени дека ќе има и парламентарни избори, така да народот треба да излезе масовно да ги казни и СДСМ, но и сите што се со ниво коалиција. И сосема на крајот, кратко прашање, дали ВМРО ДПМН ја гледа нашата земја во Европската унија? Да, апсолутно. Апсолутно, но овие сите работи што ги кажав до сега, поготово ќе го спомнам овој денешен податок каде што се наоѓаме на последното место во корупција и криминал, односно на првото место по корупција и криминал во овој регион, тоа значи дека тоа не се европски вредности. Они постојано носат закони, пуштаат закони со европско знаменце и го злоупотребуваат европското знаменце. Тоа не се европски вредности. Нас не требаат темелни реформи во многу области. Јас не велам дека порано се направиле сите, но многу се работело. Сега ништо не се работи, но онака се кажува дека они се за Европа, дека треба што побрзо во Европска унија, но ни Европа не сака нечесни луѓе. И затоа слушаме дека и од доста вака амбасадори дека криминалот и корупцијата е најголемата пречка
да се влезе во Европската унија. И тоа го знаат сите. Ние треба да се фатиме со работа тука. Имате и спротивставени мислења. Министерот за надворешни вели што побрзо треба да се реши спорот со Бугарија моментално, додека пак вице-премиерот за европски прашања вели треба дома да се средат прашања. Они имаат конфузија во самата влада. Или они тераат на купи ден продај, ако дојдат избори ќе измислат некој нов закон за како да направат од буџетот да им се дадат некои бенефиции, субвенции, картички и така натака, за тој период да го купат и да бидат послободни, потоа повторно да го излажат народот. Со поигрување на интелигенција на народот и постојано некои медиуми тоа да го веруваат како е розево тука во Македонија, ние нема да бидеме во Европската унија. Но затоа не само власти, опозицијата и сите треба навистина да работиме она што е добро од Европа и она што навистина е прикладно и ние да го направиме. Не мора да чекаме да се отворат поглави. Ние може да работиме и сега. Никој не ни забранува. Она што е добро да го направиме. Но гледате колку штетни закони доаѓаат, гледате колку сакаат на сила да поминат некои работи, а впрочем немаат кворум скоро секоја недела да имаме една нормална седница во собранието. Затоа не е само демагогија, туку треба работа. Ние сме за Европската унија, ние сакаме со дела тоа да го покажеме. И се разбира за тоа да го направиме, ние ќе бидеме конструктивни во делот каде што има добар закон. Но она што не чини, ќе бидеме бурни, ќе поднесеме многу амандмани и ако треба некој закон ќе го закочиме. Бидејќи сакаме да сватат граѓаните дека најголем дел од работите што ги прави СДСМ не се европски. Тоа се флоскули што ги кажуваат, но најчесто се за да се збогатат или да си ги наполнат своите џебови. Ви благодариме на прифатената покана. Благодарам и на вас во секој време.